Përshëndetje. Sot do të flasim për një temë e cila është shumë e rëndësishme sa i përket mjekësisë, sidomos në këtë periudhë të avancimit të teknologjisë në një epokë shumë intensive, nëse mund ta quaj kështu. Do të flasim për neurokirurgjinë, sa i përket një aparature të re që besoj për ne është e panjohur, por që përfaqëson të ardhmen e mjekësisë precize. Lidhur me këtë temë do të flasim me neurokirurgun nga Spitali Axhibadem Sistina, Milenko Kostov. Dobrodoјдовте во нашата емисија. Ви благодарам на поканата, добро ве најдов. Значи, денес зборуваме за една тема што е многу значајна и актуелна, поврзана со неврохирургијата и напредокот во оваа медицинска област. Мислам за многумина од нас овој терм, ако овој поим се уште е непознат. Ќе ни кажете точно што е невронавигацијата? Да, тоа е прилично нов концепт, воведен пред неполни десетина години во неврохирургијата. Значи се работи за едно софтверско комбинирано со хардверско решение. Ајде да се обидеме народски да го објасниме, тоа е како навигација во кола. Значи, ви дозволува да стасате до некаде, таму да завршите некаква работа ако имате и безбедно да се вратите. Меѓутоа, ова не се работи за патишта класични како е навигација, нели? Туку се работи за мозочни коридори кои што не носат меѓу нервните патишта, кои не носат безбедно околу крвните садови, околу битните мозочни структури, со тоа не ни дозволуваат да повредиме нешто. Значи безбедно да стасаме до проблемот кој што го имаме, да го решиме и безбеден коридор ни обезбедуваат да излеземе таму и да се вратиме. Досега тоа не било возможно и често се случувало не сакајки при интервенциите да се случат некои недобри работи, како после операција пациентот да не може да ги движи раката или ногата, да не може да зборува, да има некакво крварење. Меѓутоа со овој апарат сето тоа се сведува на еден баш минимум. Значи прв пат ја имаме во Македонија кај нас овој систем. Овој систем е за прв пат во Македонија, кај нас во Систина веќе една година. Работиме со него, имаме изведено неколку десетина, значи скоро стотина вакви интервенции со помош на овој апарат и заклучивме дека прво значајно ни го подобрува квалитетот на работењето, второ значајно ни го скратува времето на операцијата. Значи од две страни е добар за пациентот. Една работа пошто е помалку во анестезија и втора работа дека многу побрзо се опоравува, односно закрепнува после нашите интервенции. А како беше работата пред да ја имате овој Пред да имаме навигацијата, тие планирања ги правевме предоперативно, неколку луѓе, значи како конзилиум, што треба и како треба да се сработи. Ние секако имаме врвни познавања од невроанатомија, знаеме што точно каде е. Меѓутоа со овој апарат добиваме во вистинско, во реално време, добиваш позиција каде си, кај се наоѓаш и до каде треба да одиш и кај треба да стигнеш. Нешто како GPS константно ни дава сигнал. Сакав така да го објаснам за да можат гледачите полесно и да го разберат. А кои се предностите за пациентите? Предности имаме повеќе. Главната предност е безбедноста на пациентот. Значи се минимизира шансата, скоро се сведува некаква нула, шансата да се повреди некој нервен пат, шансата да се повреди некој крвен сак без оглед дали е вена или артерија. Се зголемува шансата да целосно се отстрани ако некој тумор на пример треба да се извади, а се нуди ексклузивна и единствена шанса да ако треба некаков имплант да се внесе во мозокот, што треба да ги подобри движењата, што треба да намали некаква болка, со било каква функција имплант, тоа ексклузивна можност е само со помош на невронавигација може да го ставите на тоа место каде што е планирано да биде. А што се третира со помош? Значи што се третира точно со овој Со невронавигација се третираат значи три битни сегменти. Едниот сегмент е многу помага при онколошките интервенции, тоа се операции на тумор на мозокот. Втора работа многу помага во хирургијата на ербетникот на кичмата, во спиналната хирургија. Таму можеме со минимално инвазивни, со минимални резови да поставиме имплантационен материјал, да ги ослободиме нервите, да ги отстраниме тези дискуси, шилци, проблеми што пациентот има. И трета работа е се отвара цела една нова гранка од науката, се вика функционална неврохирургија и тоа ќе биде нов термин. Значи, со тоа се подобрува функцијата во животот на некој човек кој што има проблеми со движењата, има проблеми со Паркинсонова болест, има проблеми со тресење на рацете и нозете, неможност да оди, така да може да се постави некаков имплант кој што сето тоа ќе го направи да не постои веќе, односно човекот да се врати многу брзо на секојдневните активности. Оваа работа е ретка, на многу малку места се прави, почну се воведува кај нас и на многумина луѓе ќе им го подобри квалитетот на животот што го имаат. Разбирам. Кои се идните процедури кои ги овозможува системот? Системот овозможува неколку сегменти, меѓутоа најбитен од се е дека овозможува работа во спинална неврохирургија, значи во имплантација на градени материјали кога се прават операции на кичмата, кои што ќе бидат со мали минимални резови кои што ќе траат на вистина кратко.
Досега за жал тие луѓе што имале такви интервенции знаат колку се постоперативните маки, болки, должината на физикалната терапија колку трае, се до тоа ќе биде значајно скратено, помалку од пола ќе трае. Второ, должината на операциите, ако некои интервенции траеле, сега имам искуство и по 3-4 часа, сега се сведени на час и половина, 2 часа максимум. Трета работа е, ако некои од пациенти имале многу епилептични напади, имале Паркинсонова болест, заради која што не можат во секојдневието да функционираат, не може да отиде до пазар, не може да отиде до продавница да заврши некаква работа. Сега со таа имплантологија, со тие импланти што им вградуваме, тие пациенти добиваат сосема нова димензија, сосема нов квалитет на живот. Значи од една стануваат и општествено корисни и задоволни од самите себе. Ако и ставиме еден епилог, зошто е важна невронавигацијата при работата на неврохирургот? Пред се е многу важна заради тоа што возможува безбедност на пациентот. Значи, скоро и да нема шанса да пациентот заврши со некаква последица после операција. Втора работа, должината во која што пациентот ја поминува на операција во анестезија. Ако поминувал време известно, небитно 3, 4, 5 часа, пошто нашите интервенции се прилично долги, сега тоа време е скратено на половина. Бидејќи со невронавигација да точно во секој момент нема веќе размислување пред толкава предпазливост, толку внимание, точно има истртен коридор по кој што вие треба да се движите. И трета работа е што возможува во иднина да многу луѓе кои што некои интервенции не може да им се изведат тука кај нас, сега веќе им станат секојдневно достапни. Дали треба сите болници да го имат овој систем? Па невронавигацијата во светот веќе не е само медицинско, него и правно прашање. Така да во многу болници, особено во Соединетите Американски држави, не е дозволено да работите неврохирургија додеку ако немате систем за невронавигација. Вие не сте обврзани да го користите ако сметате дека за одредена интервенција не треба, меѓутоа мора да го имате на располагање и мора да имате обучен кадар кој што знае соодветно да ракува со овие системи. Моментално само Аџибадем Систина ја има? Во моментот овој тип на невронавигација кој што може да ги направи сите овие работи има само во Аџибадем Систина. Кои се идните планови за неврохирургијата во Аџибадем Систина? Идните планови се ќе ги поделиме у повеќе сегменти. Значи прво, ние сме едукативна установа, работиме на создавање на млади кадри кои што сакаат да учат, сакаат да напредуваат и му возможуваме една европска, а би рекол и светски начин на едукација. Сите трендови ги следиме доста брзо доаѓаат кај нас. Ние сме дури самиот персонал и самите доктори сме во една континуирана обука цело време. Втора работа планираме да направиме Center of Excellence, тоа е значи еден центар во кој што ќе биде референтен центар за сите овие работи за кои што ги зборувам. И планираме да воведеме работи кои што ги изведуваат дури не ни сите европски центри, тоа ќе го направиме наскоро, особено во делот на третирањето на епилептичните нападни и на Паркинсонова болест. Тоа ќе биде не само ексклузивно и тоа не е само да се пофалиме, него тоа е една работа која што е многу потребна во овој регион, која што не ни била достапна и која што според нашите сознанија има потребна на многу голем број на пациенти и нашите граѓани. Значи нема да има потреба више да одиме у странство. За многу работи за кои моравме да одиме, сега ќе може да ги сработиме. Странството ќе биде кај нас. Тоа е многу убаво. Ви благодарам што бевте дел на емисија и благодарам што ни поделивте со нас сите овие информации. И благодарам на поканата многу. Të ndërruar shikues, ne nga gjithë këto informacionet të cilet I morëm nga neurokirurgu I Spitalit Agjibadem Sistina, në fakt do të jetë një lehtësim sa I përket mjekësisë moderne, sepse të gjitha këto teknologji të cilet janë me vite të tëra jashtë vendeve përveç Maqedonisë, së shpejti do t'i kemi këtu duke filluar nga ky term I ri neuronavigimi të cilën sapo na e sqaroi mjeku. Ne do të shkëputemi këtu për pak për të vazhduar më pas me tema tjera në vim.